Благодарам, подпредседателе. Повторно на истиот член ќе се повикам, а тоа е членот 94, кој што вели дека сите присутни на пленарна седница треба да го почитуваат редот, а вие треба да сте одговорни. Во однос на тоа ваше мислење дека потполно сте се согласувале со одговорот кој што го дава министерката, прво, вие немате ни такво право да кажувате ваше мислење или коментар на нечи одговор, а воопшто не мораше ни да кажете, знаеме дека се согласувате со се и што сте чуле и што не сте чуле, а во однос на тоа дека јас со моето процедурално сум му го одзела правото на колегата Петар Ристевски да се произнесе по однос на добијаниот одговор. Вие измислувате нови правила тука. Процедурално може да се јави координатор или заменик координатор на пратеничка група во секое време, а тоа не значи дека јас сум му го одзела правото. Вие сега ќе му го дадете правото да се произнесе во рок од 3 минути по однос на добијаниот одговор. Затоа ве молам да не ја спласнуваме темава, која што е навистина скандал. Туку требаше како подпредседател на ова собрание да ја опоменете и министерката Тренчевска и вице-премиерот за евроинтеграција за она што се случи во текот додека јас земав процедурално. Затоа што барем вие кои што сте позади мојот грб многу добро гледавте што правеше вице-премиерот за евроинтеграција и да, тоа се случи во текот на моето процедурално, зашто навистина нема член во овој деловник на кој што би се повикала. Затоа ве молам, немојте да спласнувате темата. Ако на некого треба да му се обратите, тоа треба да се обратите на луѓето кои што се денес тука да одговараат пред пратениците, а не се тука за вие како еден од пратениците да ги поддржувате и да се согласувате со нивните дадени одговори кои што беа памфлет од политички говор, а не даден одговор на конкретно поставено пратеничко прашање. Тоа е вашата немоќ, министерке за труд и социјална политика, кога држите политички говори и кога не знаете да направите разлика што е форум на жени. Како председателка на форум на жени, вие овде до мене треба да стоите и да се спротивставите на вашиот колега што така се однесуваше. Затоа што координаторот Мицевски го обвинија едно време ваши овде со партици дека нападнал пратеничка. Знаете, се сеќавате на тоа во сала Купола? Или ќе гледаме кој на која партија припаѓа? Се додека така гледаме, сега сте на позиција на председателка на форум на жени во вашата партија, на министерка во влада на Република Македонија и ги мешате лончињата. Па овде излегувате наместо да дадете одговор на пратеничко прашање, вие зборувате за ВМРО ДПМН. Немавте пратеничко прашање за владење на ВМРО ДПМН во време на тие 11 години. Имавте пратеничко прашање за пензиите и за пензионерите. Затоа реков почесно ќе беше да кажете дека писмено ќе одговорите, отколку вака да се срамите. Благодарам.